ден! Како што најавивме во изминатава недела, следува онлайн обуката за доење, организирана од ДМ дрогериите во склоп на кампањата Женско здравје. Најпрво да ве запрашам во однос на техничкиот дел, дали добро не слушате, доколку има некои технички неправилности, ве замолувам да запишете, да напишете во четот. Инаку, за оние кои што не ме познаваат, јас сум Јасна, по професија сум дипломирана медицинска сестра со веќе 20 години работно искуство. Во моментов работам во ординација по педиатрија. Инаку сум исто така и сертифициран едукатор за психофизичка подготовка на трудници и единствен меѓународен сертифициран консултант за доење. Да изразам голема благодарност на ДМ за интересот и вклучување на оваа тематика во кампањата Женско здравје. Можеби ќе се запрашате зошто токму доењето, ставаме акцент на доењето, кога станува збор за женското здравје, но сите идни мајки, доколку посетувале некоја пренатална едукација или пак малку повеќе се едуцирале и читале пообсежни статии, ќе видат дека придобивките од доењето не се само за здравјето на детето, туку се и за здравјето на мајката. Како консултант за доење, во изминативе 4 години, секогаш издвојувам на сите работилници неколку основни работи кои што ќе им требаат на идните мајки, бидејќи доењето е физиолошки процес, но се соочуваме со многу предизвици, а и секако е еден малку пообемен и поопширен дел, за кој што, иако е физиолошки процес, за да бидеш консултант за доење, сепак треба малку поголема едукација. Она што ќе се сконцентрираме на оваа работилница е како се развива лактацијата, кога мајката е спремна да дои, кога веќе града да има млеко, кога треба бебето да го ставаме на града, кои се очекувањата на мајките, а која е реалната слика на една доилка во секојдневието, барем во првите 6 недели. Градата е спремна да произведува млеко после 16-та недела од бременоста. Значи, кога станува збор за предвремено породување, ние веќе имаме гради кои што се спремни да создаваат млеко. Меѓутоа, кога станува збор за предвременото породување, секогаш имаме стимулација на градата, бидејќи го немаме бебето со нас. Бебињата најчесто остануваат подолго време во болниците, а мајките си заминуваат дома. Затоа, исто ги охрабрувам мајките на сите предвремено родени бебиња да си побараат помош од консултант за доење, доколку сакаат, кога нивното бебенце ќе си дојде дома, да биде на исхрана со мајчино млеко. Тоа е еден малку поинаков процес, значи малку поинаква стимулација на градите, за разлика од бебенце кое што е термински родено, каде што исто така во одредени ситуации, а можам да кажам дека од моето 4 годишно искуство како консултант за доење, се повеќе имаме потреба од помош и поддршка на мајките. А зошто е тоа така? Тоа е така затоа што ние го замислуваме како еден нормален и спонтан физиолошки процес, меѓутоа за жал постојат одредени причини кои што можат да го одложат развојот на лактацијата. Да речеме, проблем со тироидната жлезда, зголемена телесна тежина кај мајката, диабетес мелитус, полицистични јајници, потешко породување, породување со царски рез. Значи, сето тоа се причини кои што можат да ни го одложат развојот на лактацијата, односно на доаѓањето на мајчиното млекце. Кога мајката се породува во родилиште, сигурно сте прочитале некаде и по социјалните медиуми, а и по интернет, се говори за оној златен час. Тоа е првиот час после породувањето, каде што е потребно да започне доењето. Дали состојбата во нашите родилишта ни го овозможува тоа е прашање кое што не би можела да го кажам со сигурност. Имам мајки кои што кажуваат дека во некои родилишта одма после породувањето има можност да им го дадат бебинцето да дои, меѓутоа во зависност и од состојбата на мајката, со доењето започнуваме многу подоцна. Она што јас го советувам е да веднаш чим ќе се почувствувате дека сте физички спремни, да си го побарате бебенцето да ви го донесат на доење. Сега она со што се соочуваме и што го имам како искуство од она што ми го кажале мајките со кои што сум работела, е тоа дека најчесто кога ќе добијат или кога ќе им го донесат бебенцето и кога ќе ми ја стиснат градата,
ќе речат немате млеко, многу е уште рано, не мораш да го ставаш, да ќе го нахраниме, меѓутоа она што јас ќе ви советувам да го запамтите е дека раната стимулација на градата и празнење на градата од страна на бебето е она кое што е најклучниот момент за побрз развој на лактацијата. Тоа би значило дека колку повеќе и почесто се празни градата, толку градата создава повеќе млеко. Значи, ве охрабрувам да си ги ставате бебињата да стимулираат и да не очекувате кога ќе стиснеме градата дека треба да добиеме млаз на млеко. А зошто е тоа така? Тоа е така затоа што самиот развој на градата, развојот на млечните канали и жлезди оди постепено, бидејќи и желудникот на бебето е многу мал, за да собере поголема количина на млеко. Во првите 24 до 48 часа се лачи колострумот. Колострумот се лачи во многу мали количини, од 2 до 10 мл. Ако тоа го споредиме со големината на желудничето на бебето, кој што е во големина колку цреша, тогаш ќе видиме дека таа количина на млеко која што градата ја произведува е доволна за еден подој да се нахрани едно бебенце. Понатаму, после 7 до 9 ден имаме повторно нов бран на зрело млеко. Значи, како ни расте желудничето на бебето, така се зголемува и продукцијата на млеко во градата. После 21 ден повторно имаме зголемена продукција на млеко од страна на градата. Што значи, како расте бебето, расте продукцијата и на млекото. Значи, млазот што е очекување на една нова мајка го добиваме многу подоцна. Јас и на мајките дојлки со кои што работа им кажувам, многу млеко може да ни биде проблем, исто како што е проблем и малку млеко, затоа што и да имаме повеќе млеко и градата да произведува повеќе млеко во тие мигови, сепак нема да ни биде потребно, затоа што желудничето на бебето не собира доволно, не собира толку многу млекце. Затоа и ќе ве охрабрам да си го ставате бебето да стимулира, да си го испие колострумчето кое што му го произведува градата, бидејќи знаете дека колострумот е она течно злато или првото млеко кое што е најубавото нешто за вашето новороденче. Сите вие знаете со каква конзистенција се вашите гради. Кога ги пипнете се меки, осеќате како под кожата да имате како грозје. Се она што ќе отстапува од тоа, веќе значи дека имаме некаков проблем. Дали станува збор за преполнета града, дали станува збор за блокиран млечен канал, дали станува збор за загнат млечен канал, тоа се неколку од предизвиците со кои што можете да се сретнете, меѓутоа не се и причина за да престане доењето. Консултантите за доење се тука за да можат да пронајдат причината за тоа, да ја отклонат причината за да може мајката да си продолжи со доењето. Паниката кај сите нови мајки е маститот. Маститот знаеме дека е воспаление на градата, на млечните каналчиња, меѓутоа маститот може да биде предизвикан и од неинфективна природа, а и од инфективна природа. Во најголемиот процент на мајки со кои што сум работала, дури можам да речам и 90% од мајките со кои што сум работала, станува збор за мастит кој што е предизвикан од неинфективна природа. Тоа би значило затат млечен канал, блокирано млечно каналче, згручено млекце кое што е присутно во неколку каналчиња во тој лобус. Значи има причина која што предизвикала такво воспаление, но не е некаков инфект. Секогаш кога било какво црвенило или оток ќе се појави, секогаш мајките го поврзуваат со мастит, па ќе поврзат со некоја приказна од некој близок дека таа мајка имала мастит и тука престанува доењето. Значи не се плашете да побарате помош. Уште кога ќе приметите дека нештото отстапува од нормалната консистенција на вашата града и дека тоа нема да биде причина да престане доењето, туку дека ќе го најдеме причините и дека можеби ден, 2, 3 ќе треба да работиме на тоа, меѓутоа ќе си продолжиме со доењето и понатаму. За да дојдеме до состојба на мастит кој што е, да речеме, нешто каде што треба да посетиме и специјалист, треба да имаме неколку дена
развој на симптомите, без при тоа да побараме на помош, па после тоа да дојдеме до момент каде што веќе имаме црвена, болна, отечена, сјајна града и симптоматологија која што веќе бара да се посети специјалист. Значи, повторно ќе ви повторам, доколку сакаме да доиме и доколку имаме некој проблем, не се плашете, можете да си побарате помош од консултант за доење. Како ќе разликуваме дека постои некаков проблем? Кога градите се полнат со млеко, осеќаме едни струења како да поминуваат низ целата града, како пецкање внатре, тоа значи дека млечните каналчиња се полнат со млеко. Градата е тешка, топла и имаме испакнат венски систем, значи точно вените преку кожата се познаваат. Ако веќе почнуваме да чувствуваме болка која што прогредира, значи имаме во подолг временски период, ако имаме црвенило и ако имаме покачена телесна температура, тогаш е веќе моментот кога треба да побараме помош. Исто така може да се случите и уште во родилиштата со покачена телесна температура и грозница, омалаксаност, а при тоа градата да наградите да немаме никаква промена. Тоа од тој момент да не се плашите, бидејќи многу често кога ќе надоаѓа млеко и кога ќе се полнат градите, ќе чувствувате дека ќе имате зголемена телесна температура. Значи, во таквите моменти постојат лекови кои што мајката може да се напие, лекови кои што се компактибилни со доењето, за да може да се намали телесната температура и да се намали таа омалаксаност која што мајката ја чувствува. Она што јас ќе го дадам како совет, за да не го сгрешиме уште почетокот на доењето, е да уште во родилиштата бебињата бидат присутни со вас во собата. Rooming in е едно од 10 правила на Светската здравствена организација за успешно доење. Тоа значи дека бебето е тука со нас во собата и ние реагираме на раните знаци на глад и го ставаме бебенцето да цица. Уште една работа би сакала да ви ја кажам, дека градата не секогаш значи дека бебето е гладно кога ќе ја побара. Градата на бебето му е и за комфорт, значи му нуди сигурност, близина со вас, топлината со вас, контактот кожа на кожа кој што го има, исто така има многу позитивно влијание на многу работи кај бебето. Не значи дека ако ние постојано го држиме на града бебето или ако почесто бебето сака да цица, дека тоа е знак дека мајката нема доволно млеко. Бебињата во првите денови цицаат често, а кратко. Некогаш слушам дека мајките добиваат совет да бебињата се дојат на 2 часа или на 3 часа, дека и треба на градата доволно време за да се наполни, за да има доволно млеко за наредниот водој. Градата, повторно ќе повторам, работи на принцип побарувачка понуда. Колку ќе побараме, толку ќе ни направи. Колку почесто ја празниме, толку повеќе ја стимулираме. Бидејќи бебињата цицаат кратко, цицаат мала количина на млеко, затоа што и мала количина на млеко им собира желудничето. Ако во првите денови, првите 40 дена, 6 недели, додека трае развојот на лактацијата, дури и до првите 8 недели, викаме дека бројот на подоите треба да биде 8 до 12 во 24 часа, но роденчињата имаат и до 18 подои, дури и ги спојуваат подоите, затоа што ќе цица малце, па ќе се заспие, ќе се одмори, па повторно ќе продолжи да цица, па пак имаме некој поголем одмор или пауза. Меѓутоа, временско ограничување од 2 или 3 часа во првите 6 недели додека се развива лактацијата, јас не препорачувам, затоа што почестото празнење на градата е она кое што ни е сигнал за подобар развој на лактацијата. Значи, очекувањата на мајките се дека бебето ќе го надоиме и дека тоа ќе биде мирно 2 часа и дека дури после 2 до 3 часа повторно ќе си побара да си дои, а ако реагираме на потребата на бебето, значи на неговото барање, да му даваме да цица кога сака и колку сака, тогаш мајките се сомневаат дека немаат доволно млеко и дека веќе дошол момент кога треба да дадеме докрај. Значи, она што е универзално правило за секое бебенце, односно за секоја мајка дојлка, е дека треба бебето да цица кога сака и колку сака во првите 6 недели додека трае развојот на лактацијата.
Кога веќе ќе се стабилизира лактацијата и кога бебето малце ќе пркне, ќе добие малце повеќе во тежина, во сила, тогаш веќе самото бебенце ќе почне да прави некаков ред, односно ќе ги одвојува подоите. Од еден до друг подој имаме веќе час и половина, 2 часа, па кај некои бебиња дури и до 2,5 часа. Исто така, не можеме да имаме универзално правило за сите доилки, дали подојот треба да биде на една града или треба да биде на двете гради. Секоја доилка има различен капацитет на жлездено ткиво. Дали тоа жлездено ткиво ќе произведува доволно млеко за еден подој од една града за тоа бебенце, тоа ќе ни го каже самото бебенце. Прво го ставаме да цица на едната града, доколку го гледаме дека ни заспива, си уште е раздразнето, го префрламе на другата града. И наредниот подој почнуваме од онаа града со која што сме завршиле. Има мајки кои што дојат секој подој на една града, има мајки кои што дојат секој подој на две гради, а има и мајки кои што 90% од доеничкиот стаж го исполнуваат доењето само со една града. Значи, доколку имаме правилни насоки, совети и поддршка, нормално следење на нормален раст и развој на бебенцето, значи дека можеме да имаме една успешна доенечка приказна. Од сите оние моменти со кои што сум се соочила во моје работење како консултант за доење, исто така сакам да издвојам и две други работи. Првата е, дали големите гради значат дека мајката ќе има многу млеко? Премалку нешто го спомнав. Секоја града има различен капацитет на големо на жлездено ткиво. Дали градата е голема или градата е мала, тоа не е мерило и не е показател колку млеко ќе произведува таа града. Има мајки кои што имаат многу мали гради и кои што имаат многу млеко, дури и мајки кои што имаат и хиперлактација, а имаат сосема мали гради кои што воопшто не очекуваме дека би можело да имаме некоја таква состојба. Друга работа со која што се соочуваме е молзењето и ориентација колку млеко дава таа града. Значи, ако користиме пумпа за измолзување и сакаме да видиме колку млеко има градата и дали таа количина на млеко која што ќе измолзиме е доволна за да се нахрани тоа бебенце, тоа е сосема погрешно, бидејќи секоја града различно реагира на пумпа. Значи, има гради кои што кога мајката се измолзува не дава капка млеко, а бебето си цица со една солидна количина на подој, и има мајки кои што многу повеќе можат рачно да измолзат млекце, отколку кога се молзат со пумпа. Значи, запомнете, бебето е најдобра пумпа. Оноку колку што може бебето да измолзи, не постои ниту една пумпа на светот која што може да извади толку млекце од градата. Исто така, некаде после 8-10 недела, кога ќе се стабилизира убаво лактацијата, мајки кои што претходно молзале поголема количина на млеко, се соочуваат со миг кога со пумпа измолзуваат многу помала количина на млеко. Кога веќе убаво ќе се развие лактацијата и кога градата ќе се навикне на празнење од страна на бебето, тогаш многу поинаку реагира на стимулација од страна на пумпата. Значи, пумпата нека не биде мерило колку млеко има градата. И сега, прашањето на сите родители е, како ние ќе знаеме, секако во првиот месец, сите имаат неколку прегледи кај матичен педијатар, каде што се следи растот и развојот на бебенцето. Меѓутоа, од еден до друг преглед има денови кои што за родителите изгледаат како да се цела вечност. И тука секојаш се простројува на прашање, дали имам доволно млеко, дали му е доволно на бебето, затоа што се соочуваме со моменти кога се појавуваат и коликите кај бебињата, па бебињата многу почесто плачат, поне се води дилема, дали може би е гладно или дали тоа е предизвикано од коли плачот е предизвикано од коликите. Она што ќе им дава мир на родителите се мокрите пелени. Значи, во едно денонокие 24 часа треба да имаме 5 до 6 мокри пелени и бојата на изметот да биде златно-жолта. Значи, веќе после третиот, четвртиот ден очекуваме златно-жолта боја на столицата, можеби ќе прострујува зелена боја, темно, кафено, црно, значи тоа е меколиумот од кој што бебенцето се уште се чисти, меѓутоа после 7-миот, 8-миот ден очекуваме веќе да имаме чиста златно-жолта боја на столицата. Во однос на количината
Столицата на бебенце кое што дои е многу мала, бидејќи составот на мајчиното млеко е таков каков што му треба бебето за нормален раст и развој, што би значило дека се што произведува градата, односно се од млекцето, бебенцето си користи за себе, а исфрла многу малку што е вишок, а во најголем процент тоа е водата. Така да тие две работи ќе ви даваат секогаш мир, дека на тоа бебенце му е сосема доволно она што си се храни од градата на мајката. Во однос на сите оние помагала кои што една мајка доилка треба да ги има, овде кај нас на базарот имаме, да речеме, многу мал број за разлика од многу други земји, меѓутоа доволно неколку основни работи кои што би можеле да ви помогнат. Она што ние како основна нега на брадавиците, тоа е ланолинот кој што го користат мајките за основна нега на брадавици. Доколку имаме поболни, поосетливи брадавици, брадавици кои што веќе имаат рани рагади, во тој случај треба да се најде причинителот за таквото нешто. Може да биде несоодветен фат на бебето на градата, може да биде некаква орална рестрикција, како подврзано јазиче или подврзана горна усна. Значи, има неколку работи кои што се причина за таквите рани и рагади. Ако веќе основната нега или ланолинот, кремите за нега на брадавици не ни помага, во тој случај треба да мачкаме нешто друго, меѓутоа да мачкаме нешто друго, прво треба да отклониме причината за настанокот на таа болка или за таа рана или за тие рагади, а потоа да видиме што ќе биде соодветно за нега на таквите брадавици, додека да заздрават. Тоа е едното од нештата кое што задолжително нели треба да го имаме. Другото е влошките за воградниците. Влошките за воградниците, знаете, се оние памукчиња кои што го собираат вишокот на млеко. Меѓутоа, во првите денови, кога се регулира и развива лактацијата, се случува да кога мајките дојдат на едната града, тече многу млеко од другата града. Во тој случај можеме да ги користиме гумамарките кои што собираат мајчино млекце. Вака ви изгледа дека ова помагало е многу големо, меѓутоа кога почнаа да го користат билките, видоа дека млекото што истекува е вистина поголема количина. Значи 20 мл, 30 мл, а кога сето тоа ќе го собираме во текот на денот, тогаш допиваме и преку 100 мл на мајчино млекце, кое што тоа не ни треба за бебенцето, можеме да го складираме па да си го користиме понатаму. За првите денови во родилиштето, ако се случи да бебето е одвоено од мајката или подолг временски период во денот е одвоено од мајката, ако има физиолошка жолтица, па ни го земаат бебенцето на сончење, тогаш можеме да го собираме колострумот во овие колектори за колострум. Со последните 2-3 групи на трудници, откако ова помагало веќе го имаме на нашиот пазар, го искористивме во родилиште, видоа дека колострумот е баш онака како што го представуваат, како течно злато, густо и лепливо. Апликаторот, колекторот е многу лесен, за да можеме после тоа да го додаваме на бебенцето, па сите тие си го собира и си го додава. Значи, нешто како помагало, кое што исто така го одобрувам и ги охрабрувам мајките да си го користат доколку имаат повеќе млекце или ако бебето е повеќе подолг временски период одвоено од нив, додека престојуваат во родилиште. Кога веќе ќе си дојдеме дома, значи бебето го ставаме на града, имаме вишак млеко, собираме во гумамарките или измозуваме со пумпа и веќе сме сосема во една поинаква фаза од развојот на лактацијата. Кога станува збор за правилен фат на градата, тоа е еден клучен момент за да можеме да имаме успешно празење на градата од страна на бебето. Значи, ако ја имаме градата, што значи правилен фат на градата? Правилен фат на градата значи дека пупката и дел од ареолата на градата треба да бидат во устата на бебето. Не е само брадавицата, туку
брадавицата и дел од ареолата, во зависност од тоа дали ареолата кај мајката е потесна или е поширока. Че ако имаме поширока ареола, тогаш е дел од ареолата. Ако имаме потесна ареола, тогаш бебињата целата ареола ја опфаќа. Важно е да запомниме дека устата на бебето треба да биде решилена под некој ангол од 120 до 140 степени, односно ако ова вака го вишено, тоа значи дека устата треба да биде отворена како рипче, значи горната усна нанадвор, долната усна исто така надвор. Ова е едно правилно поставување на бебето на гради. Неправилното значи дека бебето само ја фаќа брадавицата. Самата позиција на устата на бебето ја гледат. Тоа значи дека не е многу отворена како устата од момчето на едно пилец. Значи нас не треба длабоко опфаќање на градата. Сега зошто е тоа така? Затоа што ако бебето ја притиска само брадавицата, тогаш млекото само ни капе од крајот на каналите. Имаме бебе кое што долго време седи на градата, бебе кое што не се најадува доволно и брадавица кое што после неколку бодои веќе ќе биде разранета. Ако имаме длабоко поставување на бебето на града, тогаш значи дека длабоко се фаќа градата, млекото се влече од каналите и веќе го добиваме поголемиот млаз во устата на бебето. Кога зборувам за правилното поставување на бебето на града, секогаш ги споменувам силиконските брадавици, за кои што сметам дека во нашата земја има неоснована употреба кај билките уште во родилиштата. Значи, силиконските брадавици никогаш ние не можеме да имаме соодветна големина на силиконска брадавица согласно големината на брадавицата на нашата града. Прво, јас сметам дека доењето треба да биде сосема природно и спонтано, без никакви вакви помагала. Има индикација кога се користат силиконските брадавици. Единствена оправдана индикација е предвремено родени бебиња, кога мајката веќе убаво развила лактација, додека бебето преспинувало во болница, а кога бебенцето ќе ни дојде дома, за да може да се справи со млазот на млеко, тогаш мајката може да користи првите денови силиконска брадавица. За се останато е неоправдана употребата, затоа што прво, бебето никогаш не може да го постигне овој длабок фат на градата, се поставува многу плитко, млеко добива само од крајот на брадавицата, ја оштетува брадавицата и повторно се навраќаме исто како кога имаме бебе кое што има плитка поставеност на града. Тоа значи дека имаме оштетена брадавица, бебе не најадено и неправилно празнење и стимулација и празнење на градата. Што значи тоа? Тоа значи дека градата добива наплив на млеко, не се празни доволно и веќе се соочуваме и со дополнителен проблем. Преполнета града, болна, отечена града, застојна града и веќе града која што не води кон мастит. Значи, овој предизвик кој што го има, кој што ви го напоменав на почетокот, од кој што сите се плашат мастит, значи имаме неколку стадиуми да дојдеме до тој предизвик. Меѓутоа, за да дојдеме до тој предизвик, има и други причинители, не мора да значи само дека не се празнува соодветно градата, значи може да имаме несоодветна поставеност на бебето на градата, ако го коригираме поставеноста на бебето, ако бебето убаво не испразни градата, значи веќе имаме улеснување и веќе имаме намалување на таа преполнета града. Значи, помагалото силиконски брадавици, јас ве советувам да не го користите, иако во скоро сите родилишта мајките добиваат препораки да користат силиконски брадавици. Без разлика каква е формата на брадавицата, важно е правилно да се постави бебето на града. Првото нешто кое што треба да го запомните е дека градата во устата на бебето никогаш не се поставува централно, секогаш се поставува асиметрично. Значи, ако е ова устичката на бебето, ние со брадавицата допираме во просторот помеѓу носот и устата, тогаш бебето ја отвара широко устичката, прво го поставуваме долниот дел на градата и самото бебе си го прифаќа горниот дел на градата. Кога вака ќе прифати градата, тогаш имаме широко поставеност на бебето на града и брадавица која што само се движи во устата. Значи не постои можност брадавицата да се оштети. Значи повторно ќе ви повторам.
никогаш не се поставува централно, секогаш се поставува асиметрично. Ако имате голема града, тогаш малце ќе ја сплескате, за да може убаво да ја отфати. Исто како ние кога јадеме хамбургер, мораме малку да го сплескаме за да можеме да го гризнеме. Истото се случува и со бебенцето доколку имате голема града. Покрај соодветна положба која што ќе изберете за доење, значи секогаш гледајте да може да опфати што е можно поголем дел од градот. Проблем со кој што исто така се соочуваат родилките во родилиштата е одеднаш наплив на млеко, кое што ја преполнува и ја стврднува градата, и ареола која што веќе е обтегната и пупка која што е веќе повлечена. И во тие мигови најчесто добиваат совет дека нема соодветна брадавица за доење и дека треба да користиме силиконска брадавица. Но ќе запомните, убаво ќе измасирате градата од пупката према ареолата. Значи, од пупката према ареолата, за да можеме да го омекнеме тој дел кој што треба да влезе во устичката на бебето. Кога ќе го омекнеме тој дел кој што треба да влезе во устичката на бебето, во тој случај веќе имаме простор да бебето се закачи на градата и да ни помогне во таа преполнетост на градата. Доколку имате некои прашања, ви замолувам да ги напишете во чатот. Заедно со Дем ќе се обидеме во наредните неколку денови да ви ги одговориме прашањата. Дали ќе биде на социјалните медиуми или во склоп на некој пост. Секако, кога ги слушаат едукациите и обуките, вака им изгледа многу опширно, чудно и дека све сме ние опфатиле, меѓутоа се случува да многу често отпосле ви дојдат прашањата, така што слободно прашањата може да ги поставувате во чатот, а ние ќе се обидеме во наредните денови да ви одговориме на сите тие прашања. Сега, друг проблем со кој што се соочуваме, а што е нешто кое што може да ни го одежни доењето, тоа е честата употреба на шишенцињата. Зошто? Затоа што бебињата се раѓаат со еден природен рефлекс и инстинкт за цицење. Со самото тоа што ние го воведуваме шишенцето од страв и од недоволно доверба во самите себе дека градата има доволно млеко да го нахрани вашето бебе, почнуваме да се оддаваме кон моментот да додадеме дали извозено мајчино млекце или да додадеме дограна по првите денови додека да пркне бебето, користиме шишенце. Шишенцето не е најголем непријател на доењето. Зошто? Затоа што начинот на кој што бебето цица на шише и начинот на кој што бебето цица од града е сосема поинак. Кога шишето ќе го ставиме во устата на бебенцето, значи одоздола притиска јазикот, одозгора тврдото непце и веќе добиваме нешто кое што имаме прво плиток фат и второ многу лесен начин за бебето да се нахрани. Кога веќе имаме хранење на града, тогаш бебето треба да повлече, да голтне, да земе воздух. Повлече, голтне, земе воздух. Начинот на хранење преку шише е начин на кој што за пократко време ја добива посакуваната количина, а за разлика од моментот кога цица на града, значи му треба многу полог временски период, за да може да се нахрани, односно да си ја земе соодветната количина на млекце. При тоа, од шишенцето му тече самото млекце. Од овде цица, па се одмара, па заспива малку, му користи комфорот, бидејќи е закачено на градата, во прегратките на мајката, топличко, убаво, смирено се чувства, па ќе го подсетиме па повторно цица, па повторно ќе заспи и така се вртиме во еден круг. А кога нудиме шишенце, значи за многу пократок начин. Бебињата за многу кратко време се навикнуваат на шишенцето. Значи нудиме опција додат со лифт и нудиме опција додат пешки. Секако ќе одберат оваа опција. Неколку пати употреба на шишенцето во првите денови, додека ние треба да развиваме лактација, веќе не оддалечува од градата. Па, дури и да се закачи бебето на града, сака на истиот начин, со истиот патерн, да добие млекце. На тој начин градата не му дава млеко и веќе ќе почне да ни ја одмива градата. Имало многу моменти кога мајките првите денови додавале со шишенце, а после тоа се пресакаат да се префрлат на доење со градата, на директно доење на градата. Тоа е затоа што после неколку дневна употреба веќе сваќаме дека давањето со шишенце на измолзано мајчино млекце е нешто кое што ни создава дополнителна обврска кај мајката.
тоа значи дека таа мајка, јас ги охрабрувам и мајките кои што се измозуваат и додаваат мајчино млекце, значи сепак се водиме на тоа дека исхраната со мајчино млеко е најдобра за растот и развојот на бебето. Меѓутоа, тоа е една дополнителна обврска за која што во иднина секогаш мајката ќе треба да има доволно измолзана количина на мајчино млекце, па ако излезе некаде да шете или да се задржи подолг временски период, тогаш веќе треба да има спремено неколку дози. Она што ви го напоменав и преска, може да се случи да после вториот или третиот месец, кога веќе ќе се стабилизира лактацијата, при измолзување да ни дава помала количина на млеко. Исто така, бидејќи го немаме бебето, контактот на бебето со градата како главен стимулатор, да немаме доволна стимулација и градата само по себе да почне да произведува помалку млеко. И обично овие неколку работи, кога ќе ги слушнат мајките кои што се измолзуваат, ги паќа страв да не успеат да обезбедат доволно за своето бебе, па бараат помош како да го вратат бебето на градот, односно како да ја избегнеме таа обврска од измолзување и едноставно да се уживаат во миговите на доење и да можат слободно да се шетаат без при тоа да имаат некакво ограничување дали ќе бебето стане гладно додека ние се шетаме и дали мајката има со себе понесено доволно млекце. Кога станува збор за измолзување и чување и складирање, исто така на интернет можеме да најдеме различни препораки, меѓутоа ако ги сумираме сите, гледаме дека воглавном се задржуваме на нешто што е препорачано. Значи, мајчиното млеко на собна температура може да седи 4 до 8 часа, но препорачано е 4 часа, затоа што секој има различна перцепција колку им е собната температура, колку треба дома да им биде собната температура, значи зборуваме за собна температура до 23 степени и дека треба да биде 4 часа. Во обичен фрижидер може да се престојува од 24 до 72 часа, но 24 часа е она кое што е препорачано да се чува мајчиното млекце. Исто така, и во замрзнаноќ може да биде 6 до 12 месеци, но препорачано е да биде максимум до 6 месеци. Сега кога прашуваат што би му правеле ние на тоа млекце кое што го складираме и го замрзнуваме, тоа млекце што го складираме и замрзнуваме можеме да го искористиме ако треба да одиме некаде па некој друг да ни го нахрани бебето, или понатаму можеме да го користиме во припрема на кашичките за хранење. Сега, кога зборуваме за употреба на шишенце, тоа не значи дека ние никогаш нема да треба да го користиме шишето како аксесоар нели во секојдневието кај една мајка. Зборуваме дека шишенцето не треба да го користиме барем во првите 4 до 6 недели, додека успешно да го воспоставиме доењето и да ја развиеме лактација. Значи, да сумираме, развојот на лактацијата трае 6 недели. Тоа значи дека во тие 6 недели бебето цица често кратко, односно дека треба да реагираме на секое негово барање, доиме на барање на бебето. Не се ограничуваме со сати, не се ограничуваме со минути, не се ограничуваме од која града е колку треба да цица. Едноставно си го следиме бебето и тоа е еден универзален совет за сите мајки. За секој натаму, мајки да речеме кои што имаат зголемена продукција на млеко, тога треба да работиме за да малку ја смириме продукцијата на млеко, па да ги избалансираме подоите на една града, па да ставаме младни облоги после секој подој, за да можеме тој дел да го избалансираме, затоа што изголемената продукција на млеко исто така ни создава панични и болки, и мигови кај мајката, и што ќе правиме, и како ќе се регулира ова, и дали ќе се регулира, па тој големен глас прави кај бебето да има задавување, закнување, кој што исто така ги плаши родителите. Значи, она што е населено за кое што ќе сметате дека ви е проблем, значи слободно можете да си побарате помош. Доколку треба да се стимулира, доколку треба да се работи, има начин како да се поттикне тој развој на лактација и нормално ни бара многу зголемено, многу трпение и многу упорност од страна на мајките. И сега јас кога работам со нив, уште колку јас могу да баја уште неколку дена, уште неколку дени, така помалце како се охрабруваат, така доаѓаме до еден миг кога ги рече па добро помина 6 недели и сега веќе се е во ред. Напорно е, тешко е,
За жал, морално, нашите мајки и баби можеби не се соочувале со оволку предизвици кога станува збор за доењето, меѓутоа сега се почесто и почесто, значи имаме повеќе мајки кои што сакаат да дојат, а кои што навистина е потребна стручна помош и поддршка да ги води во целиот тој процес, да ги охрабри во целиот процес и секако педијатар кој што ќе го поддржува доењето, да бидеме трпеливи во однос на напредокот на бебињата и во однос на качувањето на килажата кај бебињата. Тоа е мој миг со кој што сите се оптеретуваат. Колку треба да биде бебето во тежина накачано, колку тоа треба да биде од ден, колку треба да биде на месечно ниво. Значи, секој бебенце си одбира една перцентилна крива на раст. Она што вас како родители ќе ве смирува е она што ви го кажат на почетокот. Бојата на столицата и бројот на мокрите пелени и најважно мајката да не се сомнева во себе дека нејзините гради ги произведуваат доволно млеко кое што е потребно да го нахрани тоа бебе. Мислам дека во однос на она што ви е потребно за на почетокот, горе-долу фативме се. Доењето е една наука. Тоа го кажуваат и самите родители. Прво ми е многу драго што во последно време има многу татковци кои што ги поддржуваат мајките и не поддржуваат во нашата работа. Многу татковци кои што сакаат бебињата да бидат на исхрана со мајчино млеко, даваат помош и поддршка која што исто така е многу важна за мајката во текот на првите 4 до 6 недели, рековте некои мајки дури и до 8-та недела. Тоа е еден посебен ранлив период за сите дојлки, бидејќи тука се соочуваат со оној ролер костер од емоции, кога хормоните се и нагоре и надоле, кога они плачат и се смеат во исто време, а исто така и се плашат дали го прават недобро за бебето, дали има доволно млеко, дали бебето е доволно нахрането, дали ако плаче е можеби гладно, најчесто го поврзуваме со глад. Сите родители го поврзуваат со глад и она што јас секогаш ги советуваме, користете аградата секогаш кога бебето ќе заплаче. Прво, оставаме бебето на града, го смируваме. Второ, бебето ни стимулира, значи повторно наместо да користиме пумпа или друго помагало за стимулација, ние го имаме бебето кое што ќе ни помогне да ни испразни градата. Трето, со многу малку, нели, можеби некогаш им треба градата само за да заспијат, ќе повлечат 2-3 пати и ќе заспијат. Значи, во првите 2 до 3 недели најчесто многу дилеми околу плачот на бебето, меѓутоа секогаш градата е она кое што ќе го смири бебето. Па дури ако причината била колики, градата е она кое што му дава комфортот, сигурноста и она кое што секогаш ќе ги смири бебињата. Понатаму, кога идат цапчиња, кога ќе почне да оди и да паѓа, исто така ја користиме градата, тогаш за да го смириме, не толку за стимулација, меѓутоа за првите денови секогаш ние бебето она кое што ќе ни го стимулира растот и мислам кој што ќе ни го стимулира развојот на лактација. Значи можам да ве посоветувам најкратко во неколку реченици. Веднаш кога ќе се породите, во првите мигови да си го побарате бебето да го ставате на градата цица. Бебето да престојува во иста соба со вас, да цица што е можно почесто и почесто да ја стимулираме градата. Оној момент кога ќе се дојдете дома, доколку сметате дека нешто не правите правилно или доколку сметате дека имаме некаков предизвик со кој што се соочуваме за едно успешно доење, да се побарате помош и поддршка од стручно лице. Реагирајте на потребите на бебето, следете го мокрењето и бојата на столиците, нормално, секако носете го на редовен преглед кај педијатар и најважно, бидете упорни и трпеливи и не се сомневајте во себе. Јас им се заблагодарувам на ДМ за поканата за учество во оваа кампања. Се надевам дека понатаму ќе имаме уште успешни соработки. Ви се заблагодарувам на сите вас кои што присуствувавте на оваа работилница. Знаеме дека првата недела од август е недела која што е светската недела на доење, значи недела каде што имаме секогаш многу активности, за да можеме да доближиме што е можно повеќе информации за сите трудници, идни мајки и доелки. Се надевам дека ќе можете да проследите голем дел од настаните кои што се организираат и во нашава земја и надвор од светот. Уште еднаш во светот ви се заблагодарувам уште еднаш за огромниот број кој што беше присутен на оваа работилница.